Изгледнати волци во февруари нападнале стадо на овци, направиле штета. Ова ќе беше вест ако беше пред 50 или нешто повеќе години, можеби 30 на години. Но во новиот милениум и волците веќе не се со исти навики. И на Петровден напаѓаат и прават големи штети. Еве нашиот сограѓанин Кирил Буровски во населбата Железничка претрпи голема штета. Крволочните предатори со вкупно 60 успеале да удават 20 овци и 5 јагниња. Законот беше донесен 2007 година за забрана на отстрел на волците, подоцна се измени и само во одредени простори беше забрането, не знам како е до денес, но во секој случај сточарите велат дека ќе мора да се бранат самите. Глутница волци го нападнале и масакрирале стадото на сточарот Кирил Буровски. Крволочните предатори од вкупно 60 успеале да удават 20 овци и 5 јагниња. Се уште под стрес, Буровски раскажува за сликата која ја видел откако ја отворил вратата на трлото, кое се наоѓа во штипската населба Железничка, во близина на индустриската зона. Не ни очекувал волците да влезат во градот. Тука, мисля, у населбата прв пат, надоле има и видували се и трската македонка што е там. Видували се и некнеко бе видели. 7 беше поминал тогава, се видували и по 3, ја виде еднаш там ке зоната, 3 застана над пато. И почнаа да бијат нивке, да смилат. Али тука прв пат населено место, кучиња раздвижено, сега е опасно веќе и за животни и човек може сам да настрада. Случајот е пријавен во полиција, а до 2 август се додека трае ловостојот, пушките на штипските ловџии ќе останат без куршуми. Ние како ловно здружение не можеме да реагираме бидејќи е ловостој и полезниот и штетниот дивеч се заштити во заштита. За ова треба посебни одобренија од државата. И додека трае забраната за одстрел, на штипскиот сточар не му останува ништо друго, освен со стражарење да си го брани трлото. Локалната самоуправа најавува активности. Во 3 основни училишта ќе вложат 40.000 евра за нивна реконструкција. 3 штипски основни училишта ќе имаат големи реконструкции со пари од општинскиот буџет. По долги години и реакции на родителите дека во текот на зимниот период учениците а и наставниците учеа во училниците со провев од старите прозорци, во текот на овие 2 месеца конечно ќе се промени старата училишна столарија. Прозорците таму се во една посериозна, значи состојба која што бара итно инвестирање и заменување. Во училиштето Димитар Влахов, кој според бројот на учениците е едно од најголемите основни училишта, ќе се реконструира електричната инсталација, а од новата учебна година во функција се планира да се стави и новата училишна спортска сала во Славеко Арсов во населбата Баби. Спортската сала се изгради со пари од државниот буџет. За таа намена општина Штип ќе инвестира во купувањето на парен котел кој што е неопходен за поврзување и поврзување, ќе се изврши поврзување на парната инсталација која што е во спортската сала. При тоа ќе биде изграден и заштитен обект каде што ќе се чуваат, каде што ќе бидат складирани ова неопходна инсталација за успешно функционирање, заштитно функционирање на парната инсталација. Во овие 3 големи проекти за штипските основни училишта, општина Штип ќе инвестира околу 40.000 евра, со цел да се подобрат условите за едукација на учениците во Тош Арсов, Димитар Влахов и во Славеко Арсов. И повторна една вест од активностите на локалната самоуправа, поточно од Советот на општина Штип. Штипските советници се подготвуваат за новата седница на Советот. На денешната комисија за финансии се распределуваат средства од ставката спорт во ставката за локален економски развој. Според анализите од буџетот, општината има и судски трошоци за поранешното предпријатие Фортуна во износ од над 4 милиони денари. Значи, денес на Комисијата за финансирање и локален економски развој беше на дневен ред и пренамената на буџетот за 2017 година. Всушност, ова пренамена се ситни корекции на расходните ставки на буџетот, за да може да се реализират некои нужни и потребни работи во делот на расходниот дел на буџетот. Имено, овие пренамени се однесуваат по 2 основи, односно првиот основ е зголемување на средствата за
програмата за спорт за финансирање на спортските клубови во општина Штип, тоа е некаде околу 4 милиона и 200 денари, и зголемување на ставката за извршни судски трошоци врз база на решение кое се зголемува за 4,5 милиона денари. Овие судски трошоци се на база на извршни судски решенија преку извршител и тие мора и да се реализираат. Се однесуваат на спорови кои се водени пред судот во смисла на трошоци за адвокати на поранешното јавно предпријатие Фортуна и во делот на проекти кои што се водеше постапка од страна на општината. Активности на јавните предпријатија, овој пат со јавното предпријатие ИСАР. За 60 на дена септичките јами во населбата Карорман ќе станат минато. Екипите на водовод и канализација од јавното предпријатие ИСАР започнаа со поставување на втората фаза од канализацијската мрежа во Карорман. Инвестицијата е на општина Штип и сопствени средства на јавното предпријатие изнесува 15 милиони денари. Јавното предпријатие ИСАР од денес започна со активностите за поставување канализација во населбата Караорман. Таму септичките јами на брегу ќе бидат минато. Ние во населба Караорман досега изведовме некаде 4980 метри, скоро 5000 метри канализација во горниот дел на населбата Караорман. Вклучени се скоро сите куќи. Еве денес продолжуваме во населба Караорман каде ќе бидат уклучени некаде околу 53 куќи со овој проект. Исто така ќе останат мал број куќи што нема да бидат вклучени во канализацијата, тоа се некаде во целата населба околу 10 куќи, меѓутоа ќе направиме максимални напори за да можат и овие куќи да се вклучат бидејќи теренот е многу лош кај овие куќи, така да со ова ќе се заврши проектот канализација во населба Караорман. Секој куќа ќе добие канализација, ќе биде вклучена во канализациониот систем, септичките јами веќе ќе бидат минато. Работната единица водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР во првата фаза постави канализација на 4 километри. Во втората фаза работите ќе бидат комплетно завршени. Целата инвестиција изнесува 15 милиони денари. До сега во првата фаза е изведено 4 км главна канализациона линија со профили од 160 до 315, како и 980 приклучоци кои што веќе се во функција на околу 80 домакинства. Во втората фаза ќе се изведе главна канализациона линија во вкупна должина од 2200 метри со профили FIT200 и FIT250, каде што ќе бидат офатени околу 50 домакинства. Целата инвестициона вредност во оваа населба е финансирана од буџетот на општина Штип, како и сопствени средства на јавното предпријатие ИСАР, кои се во висина од 15 милиона денари. Бојаджиев со најава дека улиците во Караорман ќе бидат сите асфалтирани, а ќе бидат и исто така искосени и тревните површини. Денес најавувам дека во овој дел ќе се изврши и перење и дезинфекција на самите улици асфалтирани со хлор и средства за дезинфекција, а и ќе се изврши косење деновиве на самите тревни површини. Со активности за поставување на канализација јавното предпријатие ИСАР ќе продолжи и во руралните средини. Вчера коментиравме дека во околината на Штип и во Штип имаме најазда и на комарци и на муви. Локалната самоуправа одговара на апелот од граѓаните и имаме едно соопштение од нив во кој што општина Штип ќе врши тереистичка дезинсекција, односно прскање против комарци. Запрашувањето ќе започне од полнок до 6 часот наутро, а оттаму апелираат пчеларите да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на пчелните семејства. Овде морам да појаснам овој термин тереистичка е дека запрашувањето ќе се врши од земја, а не со авиони од висина. Значи, како што навикнавме последните 2-3 години. На 12 јули, значи во среда наутро, општина Штип преку овластена фирма на територијата на општината ќе спроведе тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето се врши во периодот од 24 часот до 6 часот наутро со апаратура за УЛВ ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат офатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реката Брегалница и Отиња, застојни води и подрачје околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети, третирање
врачувањето ќе се изведува со препаратот Аквакаотрин 2 со активна субстанца делтаметрин и со препаратот Кастоп со активна материја Bacillus thuringiensis, значи течен ларвицид. Во случај на неповолни временски услови, ветер, дожд и друго, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, а воедно ги известуваме пчеларите на време да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Равноправноста помеѓу единките во едно општество е императив за хармонично општество. Моја колешка Јулија Малинова направи еден интересен прилог во кој вели дека во Штип се држава трибина на која жените од немнозинските етнички заедници се запознаваат со активностите и програмите и мерките за вработување и самовработување. Тоа е дел од проектот Таа гради иднина, кој има за цел да ги мотивира и да го подине капацитетот на жените од етничките заедници, тие да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Од анкетите на невладините организации кои се однесуваат на невработеноста на жените од немнозинските етнички заедници, произлегува дека тие не се доволно запознаени со тоа што нудат мерките за активно вработување. Затоа, како дел од проектот Таа гради иднина, се одржа предавање на кое беа презентирани активните мерки за вработување. Сакаме овие жени да бидат успешни не само на професионален план, туку и да ги известиме за можностите кои постојат за нив, како во центрите за вработување, така и во институциите и невладините организации, вели проект менаџерот Драган Перик. Данашни настав е резултат. Денешната работилница е дел од проектот кој се спроведува 18 месеци. Една од препораките што ги слушнавме од жените е дека не се запознаени со активните мерки кои Агенцијата за вработување ги нуди. Затоа ја организираме денешната средба со Агенцијата за вработување, како би ги представиле мерките, но и да разговараме за мотивацијата и подигнување на капацитетите на жените за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Жените од ромскиот етникум во општина Штип најголем интерес пројавиле за изучување на фризерскиот и шивачкиот занает. Од Сдруженијето за мултиетничко општество за човекови права потенцираа дека најголем проблем кај жените од ромската заедница досега било пројавувањето во Агенцијата за вработување. Возможивме преку овој проект да се пререгистрираат оние кои што не беа регистрирани, да се регистрираат во Агенцијата за вработување и да бидат активни баратели на работа. Од друга страна, оние кои што беа заинтересирани за мерките, да можат да аплицираат за овие мерки и сите оние сега кои што ќе го завршат и курсот, кои што успешно ќе го завршат овој курс, да можат, например, да отворат и сопствено фризерско студио, оние кои што веќе имаат поминато курс за кроење и шиење. Веќе имаме разговарано со одредени работодавци кои што би им овозможиле да можат да се вработат и на тој начин мислам дека ќе постигнеме целта која што имавме претходно зацртана, а тоа е да тие бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Од женската граѓанска иницијатива Антико велат дека со сертификатите кои ќе ги добијат од обуките и практичната работа, полесно може да се дојде до работа или да се отвори сопствен бизнис. Успеавме 28 жени да ги вработиме во периодот на спроведување на проектот, иако самиот проект не предвидуваше вработување, туку јакнење на капацитетите и овозможување на поволна околина за вработувањето на овие жени. Понатаму успеавме да вклучиме над 61% од жените во тренинг програмата, а иначе имавме 326 учеснички за целото време трајање на проектот. Нив успеавме ги вклучиме во дополнителни курсеви кои што возможуваат до устручување за некои одредени занаети. Како и успеавме вкупно 30 жени во Штип 6 жени да ги пратиме на професионална пракса, како би можеле да добијат едно конкретно работно искуство во професионална средина која што ќе им овозможи и понатаму да се вклучат, да продолжат да работат на пазарот на трудот. Важно е тоа што нашиот проект не само што ќе овозможи верифицирани сертификати за одредени занаети за кои што во Штип имаме интерес за фризерки и за шивачки. Дополнително ние за целата тренинг програма која што вклучуваше 61 ден тренинг на 4 различни теми, ќе им дадеме на девојките сертификати за учество, кои што и понатаму ќе им помогнат во центрите за вработување да се ги евидентираат и нормално да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и сега да можат да конкурираат и за дополнителни работни позиции. Проектот е финансиран од Европската Унија, а го имплементираат невладината КЕР и граѓанската иницијатива Антико. Според нивните анализи, по 1,5 година работа на проектот, 1/5 од 250 жени се вработиле, а се зголемили процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа.
Штип е една од 5 општини во државата каде се спроведува овој проект. И додека јас ви честитам Петровден и Павлден, нашиве сограѓани од Виница веќе започнуваат со празнувањето на овој голем христијански празник, па така синоќа во рамките на прославите за Петровден и Павлден се одржа концерт на групата Ајазмо. Ајазмо позната е по тоа што има акапела изведби. Значи изведби без придружба на инструменти. И обично нашите настапи се акапела и траат од 15 до 20 на минути, докато што на почетокот напомнав ова е нов проект на Ајазмо, каде што имаме воведени инструменти. И тоа едни од најтипичните македонски инструменти, тоа се инструментите кои што на секому први би му паднале на памет, тоа се кавалот и тамбурата и дајрето, кое што е придружен инструмент, но исто така најновото нешто кое што ни е воведено е имаме гитара внесено во преработките, така со неја се добива малку поинакво ново руво на песните. Тропски горештини. Менувањето на климата. Имаме многу од меѓународни документи кои што се апелира, се повикува на науката да изнајде решение, се повикуваат државите и владите да се придржуваат кон протоколите. Знаете, како Соединетите американски држави излегува од Парискиот или тој протоколот од Кјото во Јапонија, но времето, зошто е тоа така, температурите се зголемуваат, велат дека климатските промени ќе го загрзат постоењето на начинот на живот на кој што досега сме навикнати. Има многу одговори, но проследете го и овој коментар. Тропски горештини, екстремно високи температури, суша, земјата пребрзо се загрева, дури 140 пати побрзо од очекувањето на научниците. Тоа покажуваат најновите климатски студии околу глобалното затоплување. Според новите податоци на системот за обработка на податоците на сателитите на НАСА, пониските делови од атмосферата од 1998 година до денес се загреваат многу побрзо отколку што покажале претходните спроведени истражувања. Но на новата студија покажува дека таквите трендови на загревање на земјата наскоро би можеле значително да се забрзаат. Планетата Земја моментално се загрева во две различни брзини. Големиот дел од јужната хемисфера е покриен со океани, а тоа е релативно постуден од остатокот на светот. Па тој дел се загрева побавно. Истовремено Арктикот и копнените крајеви на северната хемисфера се загреваат со голема брзина. Климатските експерти предупредуваат, југот со текот на времето ќе се загрее, а тогаш глобалното затоплување на атмосферата на земјата многу позначено ќе се забрза. Овој месец е пеколен, речиси на секаде во светот, а деновиве во САД и Иран се забележани рекордни температури од над 50 целзиусови степени. Водоснабдителната сезона е полна со проблеми. Недисциплинирани водокорисници и диви приклучоци, крадење вода за наводнување на посевите, дури и на ожнејаните ниви. На терен, среде наводнителната сезона, вака детектираат вработените во водостопанството. Еве го целиот разговор со Никола Гоцев, директор на водостопанската подружница Брегалница 6 во Кочани. А јас само да подсетам, како некој кој се занимава со актуелностите, дека овој проблем се провлекува многу одамна. 2004 година или 2003 година, ако не се лажам, се донесе законот за укинување на јавното предпријатие водостопанство Македонија и се премина на системот на водокориснички задруги. Но тоа не го реши проблемот. Сега имаме повторно формирање на вакво предпријатие и решение мора да се најде. Водата им припаѓа на сите. Во моментот наводнителната сезона се одвива во тешки услови, бидејќи е премногу сушна годинова. Знаете дека имавме предвидено некаде прв пат, значи во последните 20 години, да се зголемат оризовите површини на 5100 хектари. Меѓутоа не испадна така според планираното и поради тоа, бидејќи нели беше сушна годинова, ги редуциравме на речиси 3000 хектари. Откако беа посеани на почетокот, значи зборам на сезона, откако беа посеани површините, имавме некои мали проблеми, меѓутоа како фатија сега топлите бранови,
како се зголеми температурата, така настана и големите проблеми кај нас во водостопанство со дистрибуција на вода. Моментално во Кочанскиот дел и во Веничиот има мали проблеми, особено во Веничиот има така малку посериозни проблеми. Меѓутоа во Пчеполскиот дел збориме од Варсакова па преку Мустафина Ерџелија до Каратманово е сериозна ситуацијата. Им дадов наредба на сите мои вработени во тој дел и делот за одржување да излезат на терен и да воочат ситуацијата. Меѓутоа имаат големи проблеми вработениве на терен, затоа што самите водокорисници се на некој начин недисциплинирани и не се придржуваат кон плановите за редукција на вода. Имаме истакната редукција во кои денови кои населени места ќе имаат вода, а во кои денови ќе бидат одбиени. Меѓутоа не се запазува тоа, што значи последните потрошувачи, зборим од Свети Николе натаму до Каратманова, речиси да немаат вода. Се обидуваа нашите вработени да ги регулираат овие работи од вработените од канцеларија во Свети Николе, меѓутоа наидува и на одбивност од водокорисници, дури до физички пресметки. Интервенирано и со полиција, се борат секој ден, меѓутоа се уште во моментот не е решена ситуацијата. Шетавме речиси два вечера до досните ноќни часови по самиот канал да видиме кои крадат, кај се кради водата. Јас лично бев, значи, два вечера со тим на луѓе од Кочани. Одевме, наоѓавме многу испусти, ги сопиравме, пријавив во полиција и борбата речиси уште трае. Има ли санкции нешто преземено против овие недисциплинирани водокорисници? Да, секојдневно ги пријавуваме, како на водостопански инспектор во полиција, се до тоа се преземаат, меѓутоа голема е борбата. Верувајте, пред се треба да имаме свест за да сватиме дека не е само моја водата или твоја, туку водата е наша заедничка и дека на сите истовремено ни треба. Најголемиот проблем се воочува во делот на ГК-18, ново реновираниот канал, тој е кај Штипскиот дел, и во Мустафина и Ерџелија. Најголемите потрошувачи се токму тука и на никој начин, значи, до сега не можеме да извоеме таа битка со нив. Додека се среди ситуацијата, за кратко време веќе одат и самоволно пуштаат. Водокорисниците од тој дел тамо, од Мустафино, особено, значи, речиси до сега и да немаат ден без вода. И тоа користат максимално. До тој степен, значи, до степен што дури речиси, имаме слики фотографирано, ги фатиме на дело, ги наводенуваат и оние ниви кои што ги ожнеале, тука што ги ожнеале, и ги наводенуваат за да можат да ги ораат без проблем. И поради тоа, не е рационално користење таму во тој дел вода, останатите надолу по должината на каналот немаат вода. И една убава вест од Каменица. Во недела планинарите од македонска Каменица, Крива Паланка и бугарскиот град Кюстендил ја организираат традиционалната средба Руен. Ги покануваме сите љубители на природа на 16 јули 2017 година да дојдат на врвот Руен на Осоговските планини, каде ќе биде организирано традиционалната меѓугранична средба помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, каде организатори се од Република Македонија, Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица и Планинарското друштво Руен од Крива Паланка, а додека од Република Бугарија е Туристичкото друштво Осогово. На средбата горе е обезбедено безалкохолен пилок вода за освежување од двете страни, како од Република Македонија и од Република Бугарија, така и храна бесплатно за сите присутни. И уште една најава во овој дневник, тоа е дека ќе проследите само еден дел од мојот разговор со господинот Петар Богоевски од Републичкиот штаб за промени во ВМРО, или ВМРО-ДПМН, или така некако, да не го погрешам терминот, а целото интервју ќе го проследите во 20 часот и 45 минути. Имавте да изјава за осумина кои се заштитени сведоци во постапките пред специјалното јавно обвинителство. Се зголеми ли тој број? Видите, значи... Или се намали? Не. Таа беше од господинот Чововски оценета како шокантна вест. За нас во партијата воопшто не е шокантно. Ние тоа го знаеме подолго време. Јас бев па обратно фрапирано тоа што новинарите
до сега не дознале за таквите сознанија. Знае, но беше интересно кога слушнат некој друг да им каже. Од нас од партијата. Добро, значи ние сите сме внатре во партијата, би се дискутираме, разговараме за многу теми, меѓу кои на темата СЕО. Нормално, пошто во моментов раководството не се занимава со СЕО. И нормално ние членовите дискутираме на таа тема. Ставо да СЕО го кажав јасно, да не го повторуваме, не земаме минути да потрошуваме време. Од правните тимови кои работат на и тие предмети и работат и на други и дневни обврски во партијата, ние го имаме тоа сознание за тие заштитени сведоци, за кои па ја би рекол, ако имавме демократски капацитет во оваа земја, немаше потреба да бидат заштитени сведоци. Бидејќи ќе имаа храброст тоа јавно да го кажат или да предупредат на грешките, пред да се направат грешките. Ме разбирате? Сега ние тука не можеме да судиме. Ја мислам да оставиме тука на институциите принципијално, се имаат плата, обвинителства, суди, други институции, полиции и така натака. Сите нека си преземат своја одговорност и мерки и нека продолжат понатаму во постапки со цел ние сме страна на правдата. Да се докаже правдата за нашите луѓе од ВМРО ДПМН, за кои нели во партијата зборуваме дека се невини. И се разбира, дневникот не би бил дневник ако немаме и спортски вести. А еве таа вест. Екипата на Адрија Комерц е победник на меморијалниот турнир во мал фудбал Здравко Јакимовски и Ристе Волчев Блек. Во чест и спомен на некогашните карате легенди Здравко Јакимовски и Ристе Волчев Блек се одржа третиот поред меморијален турнир во мал фудбал. Семејството Јакимовски и Волчев, подпомогнати од неколку донатори, се благодарни на учеството на 4 екипи колку што традиционално настапуваат на овој меморијален турнир. Првото место го освои екипата на Адрија Комерц, која во финалето ја победи екипата на Цунами на пенали 3:2. Во регуларниот дел на преборот заврши нерешено 2:2. Третото место на турнирот го освои екипата на Ел Тигр од Лозово, која е постојано присутна на ваков вид турнири во градот Штип. Организаторот додели награди за најдобрите екипи, а поединечно за најдобар голман беше прогласен Николче Бошков, голман на екипата на Адрија Комерц. За најдобар играч на меморијалниот турнир Здравко Јакимовски, Ристе Волчев Блек 2017 беше прогласен Горан Смилков од екипата на Цунами. И ова беше се за дневникот од 17 часов. Се надевам дека сте задоволни од содржините кои ги третиравме. Продолжете со нашата програма, да ја следите се разбира, или прошетајте се до 20 часот, а тогаш повторно ја со ова место и повторно дневникот на Ирис телевизија. Очекајте и тогаш ќе има интересни содржини. Довидување до 20 часот.